и денешното чествување и Семакановски собир. Сега дозволете ми од името на Граѓанската сила за национално, културно и духовно обединување на македонскиот народ на име да ве упокојам нејзиниот председател, господинот Борис Темовски, да ве поздрави. Почитувани гости, почитувани учесници на Семакедонскиот собир, во мое лично име и во име на граѓанската иницијатива НЕИМА, ве поздравувам и ви пожелувам добредојде и плодна работа на овој собир. Посебно ги поздравувам градоначалникот на општина Приод Маријан Ристевски, заменикот министер за надворешни работи Зоран Петров, како и представниците на научните институти. Еве веќе 10-ти пат традиционално се одржува овој Семакедонски собир во Прилеп на денот на раѓањето на нашиот великан Гоце Делчев. Овие собири се покажа како можност за меѓусобно дружење, размена на искуства, остварување на меѓусебна соработка во борбата за остварување на националните и граѓанските права на македонскиот народ, како и директно меѓусобно запознавање со конкретните проблеми на секој дел од македонскиот народ и диаспората во остварувањето на националните права. Во сите овие години, на овие собири, покрај заедничкото дружење, составен дел на настанот беа тематските расправи. Поставија многу теми за прашања што ги тиштат целокупниот македонски народ. Ова е една можност да се слушне мислењето по одредени прашања не само на македонците од Република Македонија, туку и пошироко од македонците од околните држави и диаспората. На овие собири се расправаше за разни прашања од интерес на целокупниот македонски народ, за континуитетот на македонскиот јазик и писмо, прашања од областта на остварувањето на националните права на македонскиот народ во соседните држави, прашања за соработката меѓу самостојните истражувачи во област на македонски јазик, писмо и култура и македонските научни институти за наоди важни за македонскиот опстој, прашања од интерес за јакнење на капацитетите на Република Македонија за одбрана на македонскиот идентитет, јазик и писмо. И така натаки. Оваа година избравме темата името е идентитет. Причината за изборот на оваа тема се моменталните општествено-политички и меѓународни состојби во која се наоѓа Република Македонија. Покрај веќе познатиот грчки притисок за промена на името на државата Република Македонија и идентитетот на македонскиот народ, сведоци сме на се позачестени притисоци, инициативи за промена на државното име од разни меѓународни фактори, политики и политичари. За нашето име и името на државата се лицитира од повеќе страни со разни предлози. Многу од нив непристојни, па дури и вулгарни. Најинтересно што представниците на разни држави, кои себе си се во светот се представуваат како демократски, се осудуваат да предлагаат, налагаат и условуваат нешто што е во областа на интимата на човековото право на секој поединец. При тоа, сведоци сме дека некогаш се покажуваат и сите норми на пристојност. Сведоци сме на двојни аршини, на уцени и притисоци, на замижување пред газењето на почитувањето на правата на македонците во средните земји, а од друга страна, тие истите за доброто на македонскиот народ добронамерно не советуваат како да се самоубиеме како нација. Од овие причини, ние решивме оваа година да ја поставиме наведената тема во еден поширок аудиториум, на кој покрај македонците од Република Македонија, научни институти и другите институции и организации и се слушнало мислењето на македонците од соседните земји и диаспората. Почитувани гости и учесници, уште еднаш ве поздравувам и ви пожелувам плодна работа. Го поканувам градоначалникот Маријан Ристевски да